Добро утро. Денеска во следните 10 минути ќе разговараме со секретарот на Црвениот крст на град Скопје, Сузана Тунева-Пауновска, а поводот што сме денеска кај нив е тоа што на 8 мај тие го одбележаа Светскиот ден на Црвениот крст и Црвената полумесечина, а од 8 до 15 мај, односно во теке и одбележувањето на Црвениот крст на неделата на Црвениот крст на Македонија. Добро утро и добро дојдовте во утренски брифинг. Добро утро, Бити. Навистина ми е посебно драго дека можеме да ги запознаеме гледачите пред се со она што значи 8 мај, Светски ден на Црвениот крст и Црвената полумесечина. Тоа е за нас значаен ден бидејќи се одбележува во 192 држави во светот. Ние сме 189-та членка, кога кога ние добивме независност и станавме препознатливо национално друштво на самостојна држава. 8 мај оваа година се одбележуваше под мотото незапирливи. Значи незапирливи токму заради тоа што ни се случуваше во изминатите година, дена 14 месеци веќе. Тоа значи справување со пандемијата, справување со се она што значи предизвик за да се спаси човечки живот, да се спасат луѓето во ризик, да им се даде поддршка во секој поглед, дали се работи за хуманитарна, психосоцијална поддршка, подигање на свеста за одреден проблем, согледување на проблемите во заедницата, едноставно незапирливи. И мислам дека овој ден им припаѓа пред се на волонтерите, 17 милиони ги има во светот, а потоа тука и стручната служба, тоа се професионалците кои што им даваат поддршка за да го изреализираме се она што значи мандат и мисија на Црвениот крст. Во нашата држава можеме да се пофалиме на вистина со 11.000 членови на Црвениот крст на Република Северна Македонија и приближно 7.000 активни волонтери. Јас лично очекувам дека кога ќе направиме до крајот на оваа година и почетокот на наредната подготовки за годишното собрание, дека оваа бројка ќе биде зголемена заради тоа што навистина радува фактот дека во време на пандемија, која што навистина беше нешто ново и за нас, голем број на луѓе се приклучија на армијата волонтери и станаа членови на големото хумано семејство на Црвениот крст на Република Северна Македонија. Ние продолжуваме понатаму, како што рече, денот го одбележавме работно. Оваа година немавме некои посебни настани, едноставно рековме дека остануваме на терен, бидејќи сме им потребни на луѓето. Најголемиот дел од нас во саботата беа на своите работни места, пред се пунктовите за вакцинација, мобилните тимови во дистрибуција на онколошка и метадонска терапија, дистрибуција на хуманитарна помош и подготовка на еден голем проект кој што следи, а тоа е поддршка на приближно 60.000 семејства во нашата држава. Во текот на месец мај направивме исто така една реорганизација на нашите активности кои што си се регуларни. Значи не го забравивме ни великденското дрво на желбите. Во подготовка сме за исполнување на желбите на Бајрамскиот цвет, така да сето тоа си продолжува. Неделата на солидарност исто така успешно ја завршивме со тоа што се направи дистрибуција на приближно 5000 пакети со храна и хигиена за лицата кои што се во ризик. Пунктот за бездомници функционира најнормално. Се трудиме тука максимално да правиме активности за нивна ресоциализација и како што рече од 8 до 15 мај сакаме на некој начин да бидеме во се она што значи подигање на свеста пред се за вакцинацијата, затоа што свативме дека тоа е единствениот момент кој што може да не извлече од оваа пандемија, од оваа криза. И започнуваме со еден интересен проект со поддршка на Швајцарскиот Црвен крст. Веќе во вторник имаме онлайн конференција каде што можат сите наши граѓани, волонтери, вработени да се приклучат на прашањата и дилемите околу вакцинацијата, зошто вакцина, која вакцина, што се случува со телото кога се прима вакцината, сите оние да кажам прашалници што ги имаме во нашата глава, одговор ќе даде доктор Кунгуловски од приватната болница Жан Митрев. И нешто што посебно е важно за нас е дека во текот на оваа недела ќе ги започнеме подготовките за една голема кампања, а тоа е зошто да се волонтира во време на пандемија. Значи едноставно во првично време кога имавме страв, кога имавме непознаница, што се случува со вирусот, дали волонтерите треба да бидат на терен, како сето тоа да го направиме да се заштитат тие, самите себе си да се заштитиме, да дадеме сигурност на нивните семејства. Едноставно ја научивме лекцијата дека ако добро се организираме, да, волонтирање и во време на пандемија е нешто многу нормално што треба да ни се случува во секојдневието.
Токму за волонтирањето имаме зборувано и претходно и во претходни некои вакви линковски вклучувања во утрински брифинг, уште минатата година кога започнаа и тимовите да одат до врата и да им носат нели на оние кои што беа во изолација се што им е потребно од лекови и храна. Меѓутоа би ве прашала кога е идеално време да почне да се волонтира. Велите дека ве радува тоа што има се поголем број на волонтери. Дали оние рани години во основните училишта се идеални и погодни за кај еден млад човек да се всади таа хумана навика? Да, секако. Навистина сметам дека треба да се почне уште од најмала возраст и токму заради тоа ние имаме така интересни програми кои што ги спроведуваме во предшколските установи. Почнуваме најпрво со првата помош, нешто што е, да кажам, многу важно и значајно да децата едноставно не се плашат од некои повреди, од крв и слично, така да на интересен начин ја прикажуваме првата помош, потоа солидарните активности, исто така да се согледа, да се сподели тоа што ти го имаш со некој другарче кое што се наоѓа во понезгодна и финансиски, да кажам, по нестабилна состојба во неговото семејство. Значи почнуваме од најниската, да кажам, возраст, меѓутоа клубовите за едукација и превенција во основните училишта се нашиот расадник, да кажам, на идни волонтери, заради тоа што тука се спроведуваат активностите и проектот промоција на хумани вредности, од каде што ние фактички ги регрутираме идните волонтери на Црвениот крст. Ако зборуваме за некој процент, значи најголем број на волонтери имаме од средношколската младина и оној дел прва, втора година на факултет, а потоа повторно по завршување на нивното образование, кога веќе се, да кажам, со одредено професионално искуство зад себе, со одредени дипломи и знаења, повторно се враќаат во Црвен крст, тие кои што едноставно организацијата ја имаат како, да кажам, во нивното секојдневие. Црвениот крст е институција, една организација која што навистина многу може да му даде, не само на младиот човек, него и на оној кој што немал време, можеби во пензионерските денови има повеќе време, може да се посвети, има знаење. Организација која што го прави човекот една социјално одговорна личност, знае, сите оние кои што се дел од Црвениот крст многу добро знаат да ги ценат работите што ги поседуваат, да се радуваат на малите нешта, заради тоа што кога сме во неволја, тогаш многу желбите ни се скратуваат и забораваме дека едноставно треба секојдневно така да живееме, да го почитуваме тоа што го имаме и да се стремиме кон нешто подобро во заедницата. Црвениот крст е организација која што на сите нас ни нуди можност да бидеме хумани и да го изреализираме тоа најчовечното во себе. Така да еве голем повик до сите кои што можат да дадат и мал дел од себе во оваа организација, се покажа дека ние сме партнери на владата, партнери на медиумите, за да заеднички се справиме со било каква криза, дали е природна, дали е катастрофа предизвикана од човекот, ние сме тука. Сузана, немаме многу време, само би ве запрашала, кога веќе ги споминавме и процентите, и од другата страна се зголемија ли процентуално и семејствата кои бараат помош од Црвениот крст и лесно ли е да се стапи во контакт со Црвениот крст? Јас знам, бидејќи подолго време нели ја следам и вашата работа, дека вие соработувате со Министерството за труд и социјална политика, според нивните списоци на социјално загрозени лица постапувате, меѓутоа доколку некој инцидентно и ненадено поради пандемијата му се случи да има потреба од вас, лесно ли е да ве најде, да ве добие и да добие таа неопходна помош? Да, значи во секоја криза, па и во оваа пандемија се зголемува бројот на луѓето кои што имаат потреба од помош. Значи дали се работи, реков, за хуманитарен пакет, дали се работи за психосоцијална поддршка, можеби за едноставна поддршка во разјаснување на некои дилеми и поставеноста на семејството во услови на криза, во случајов нели пандемијата. Имавме зголемен број на бездомни лица, зголемен број на лица кои што ги изгубија работните места и извесен период повторно зависат од поддршката на хуманитарните организации преценили на Црвениот крст како најголема хуманитарна организација во нашата држава. Ние сме отворени, лесно се доаѓа до нас. Значи на вистина имавме и се уште ги имаме SOS линијата општо за генералната популација која што може да се обрати со било какво прашање, а секако ги користиме базата на податоци на Министерството за труд и социјална политика, меѓутоа овие кризи на нас на некој начин ни даваат за право да во време на надминување на кризите кога нели сме во период на рехабилитација да направиме апдејт на целата таа база на податоци, затоа што вистинските листи и вистинските корисници се откриваат само на таков начин, кога имаме кристално јасна база на податоци со кристално јасни потреби на луѓето и многу полесно после оние кои што во моментот имаат потреба, тие се луѓе кои што во време на криза имаат потреба и се приклучуваат на кажам на таа активност на Црвениот крст да добијат поддршка, повторно кога ќе заврши кризата, тие луѓе стануваат наши поддржувачи.
Тука некаде јас ќе ви заблагодарам за вашето гостување во утрински брифинг. Има уште многу теми нели за кои што би зборувале, меѓутоа во следна прилика. Ви посакувам успешна недела на Црвениот крст кој што ќе се одбележува до 15 мај и успешна работа. Ви благодарам. А ние се одјавуваме од просториите на Дара Џамбас, каде што всушност се наоѓа и Црвениот крст на град Скопје.